Јавното добро ни припаѓа на сите, го плаќаме сите. Но дали грижата за јавното добро ни е заедничка? Реалноста вели дека не е баш така. Умно МК истражуваше каква е ситуацијата во општините Центар, Свети Николе и во Гостивар. Проблемот е комплексен, опфаќа многу институции и различни општествени сфери. Во Скопската општина Центар по 2 пати годишно се обновуваат детски игралишта. Свеста на дел од граѓаните е на многу ниско ниво, вели градоначалникот Горан Герасимовски. Општината често организира кампањи во соработка со училиштата, со Министерството за внатрешни работи се организираат ноќни патроли. Доаѓаат и летните периоди, бараме постојано и со дописи, но и преку средби да имаме што поголемо полициско присуство на одредени детектирани точки кои што се проблематични низ годините, каде што имаме поголемо групирање на млади лица, кога има поголемо групирање, понекогаш се случува и да има одредена деликвенција, односно нарушување на јавниот ред и мир. Герасимовски најави предлог законски измени за да се подобрат условите за да се подигне свеста и кај родителите и кај младите, преку општо одговорна работа. Оние кои што кршат или уништуваат дел од јавното добро, да заедно со родителите истото го возобновуваат. Еден од позитивните примери на поединци што го чистат градот е младиот дипломиран економист Андреј Рајатовски, познат како Градинарот. Поучен од слични примери во странство, решил да почне да чисти низ Скопје и да се обиде да влијае врз еколошката свест и на останатите. Јас бев во Словенија во едно мало градче на северот, блиску на австрийска граница. Значи, дефинитивно, не можеш да видиш на улица фрлено ѓубре, неко не можеш да видиш ниту преполни контењери таму. До толку се организирани од тој аспект што далеку сме од тоа, меѓутоа зошто не работиме да стигнеме на тоа ниво. Примерот на овој млад човек е добар, вели Андон Дамовски, докторант на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Покажува индивидуална одговорност, грижа кон заедницата, нови вредности, но покажува и дека тие вредности не се институционално канализирани. И тоа не се генерации кои што немаат свест во однос на јавното добро, туку тоа се генерации кои што немаат чувство на припадност. Тоа е клучната поента. Проблемот може да кажеме дека е системски во однос на семејството, каде што имаме семејството се повеќе се труди да воспостави одредени граници. Училиштето е тука да влева одреден вредносен систем, но меѓутоа таа нефункционалност на самиот систем во општеството во кое што живееме создава еден вид на недоверба во институциите и во самиот концепт на општествено живење. Од општина Свети Никола велат дека јавните добра во градот се во добра состојба и немаат посебни случаи на уништување. Но на терен нештата се поинакви. Оделенскиот наставник, активист и хуманист Иле Михајловски 3 децени работи со деца. Интервенираме во моменти кога треба, кога согледуваме лоши аспекти на одредени уништувања во горниот парк кој што го имаме, дека нештото е местото да биде побаво, наменски направено, но нешто што треба и да остане и да биде поттик за градчето, такво какво што ние, да биде се побаво и побаво место за живење. Главниот темел е домашното воспитување. Доколку е стабилен и сигурен темел, ние како едукатори и како имаме што да доградуваме. Наставничката Маја Давкова работи на програмата Промоција на хумани вредности во рамките на Црвениот крст во Свети Николе. Таа вели дека предизвици секогаш има. Првично, секогаш има негодување, што ќе биде, како ќе биде, кога започнавме со овој проект овде. Значи, некако имаше одбивност, да речеме, и од останатите ученици или да речеме од местното население. Некако не верува, навикнати се дека како никој не се грижи за нив, оставени настрана. Меѓутоа, кога почнаа да ги гледат резултатите, значи беа видливи и ја раздвижи атмосферата и веќе луѓето очекуваат дека што следно ќе се случи. Ивица Арсов е дел од раководниот одбор на Црвен крст во Свети Николе и службеник за млади во општината. Тој вели дека состојбата не е за пофалба. Се соочуваме со оголем број на вандализми, рушење на јавното добро, кршење, без разлика со тоа што во текот на неколку години поред ние даваме нови содржини на јавни добра, игралишта, теретани на отворено, памтрака. Зошто така прават? Тоа е дел и од домашно воспитување, дел од цел еден циклус образование, друштво, социјални медиуми и така натаму.
Во Гостивар јавните добра генерално не се во лоша состојба, според градоначалникот Валбон Лимани. Сепак има одредена група што вандализира. Реално кажано треба многу да се работи на ова поле, затоа што свеста не е на многу високо ниво, затоа што сите добра кои се поврзани било со општината, било со нашата држава, перцепцијата е таква како да е нешто виртуелно кое не е наше. Ние цело време работиме на тоа да им објасниме дека тоа се нивни пари, тоа се нивни добра, тоа е наши добра заеднички за кои треба сите да се грижиме. Енис Мифтари е координатор за млади и ментор за предприемништво во Младинскиот центар во Гостивар. Тој смета дека свеста на младите за јавното добро во Гостивар не е на задоволително ниво. Во однос на ова прашање, каква е улогата на невладиниот сектор? Mendoj që për sa i përket sistemit demokratik, ajo që më tepër duhet punohet për skaj aspektit të ndërgjegjësimit, procesit të ndërgjegjësimit që bëjnë shoqëria civile dhe organizatat, mendoj që duhet të kemi edhe zhvillim në aspektin e do të kisha thënë sanksioneve, ku duhet kemi më tepër dënime për sa i përket të gjithë atyre që jo vetëm që prishin rendin dhe qetësinë publike, por edhe pronat publike. Брзо решение на проблемот нема, но на него мора постојано и интензивно да се работи. Излезот е во поврзување на сите надлежни институции со граѓанскиот сектор, со училиштата, родителите, но неопходна е и цврста правна рамка која ќе изрекува пенали за вандалско однесување. Затоа што вандали не се раѓаат и младите треба да се воспитуваат.